Роден сум на 8 април 1870 година во Битола. Татко ми се викаше Диме Лозанче, а мајка ми Анче. Петти клас заврши во Солунската гимназија во 1885 година, а во 1887 година заминав за Софија и стапив на работа кај фотографот Карастојан. А потоа заминав за Белград, каде што купив фотографски апарат и така станав фотограф. За време на мојата револуционерна дејност, овој мој занајат служеше за скривање. Во наредните месеци ги обиколував Костурско, Охридско и други места. Тогаш овој занајат беше тешка работа. Името на Анастас Лозанчев е вткаено во историјата на македонскиот народ, неизбежно. Се разбира, тоа е од едноставна причина, затоа што тој е човек чие што име секојаш се врти кој ќе се спомне или Денското востание, можеби почесто и во негативен контекст, во една критичка нитка, со оглед на тоа како е донесена одлуката за востание. Меѓутоа, во секој случај, тој е човек кој што потекнува од граѓанските еснавски средини. Фамилијата Лозанче е позната фамилија битолска, може не од најпознатите фамилии во Битола. За Атанас фактички не знам нешто многу, затоа што мој дедо одамна е, починат уште од рани години, така да многу со него немав контакти, не сум општо имал контакти. А мојот татко па не беше многу нешто заинтересиран за историјата на нашата фамилија. Знам само тоа дека мојот дедо, кој што се каже како мене Кирил, мој брат, роден брат на Атанас, дека они потекнуваат од иста фамилија и дека мојот дедо после тоа останал во Битола, имал голема стоковна куќа и од него потекнуваат тие три сина и една ќерка, од кои што ние сме после други наследници, второ корен наследници од тој дедо. А од Атанас знам дека неговите деца се наоѓаат во Бугарија, во Софија односно. Анастас Лозанчев е еден од познатите македонски револуционери во револуционерната организација уште од почетниот период на нејзиното дејствување, особено придонес дал во развојот на револуционерната организација и во будењето, така да речем, на револуционерното чувство кај народот, кај масите, кај македонскиот народ, главно во Битолскиот револуционерен округ. Прво бил член, а потоа и председател повеќе години на окружниот комитет на Битолскиот револуционерен округ и имал важна улога понатаму во развивањето не само масовизирањето на револуционерното движење, туку и во идејното изградување. Тој е еден од првите покренувачи и редактори на револуционерниот весник на оружје заедно со Перетошев. Анастас Лозанчев е еден од првите фотографи кои што отвориле фотографско студио во Битола и тоа во 90-тите години на 19-тиот век. Тој доста патувал низ Македонија и на сите своји патувања го носел и фотографскиот апарат и тоа од две причини. Едната е да фотографира, а другата да има оправдување пред властите зошто престојува во одредено место. Тој секогаш кажувал дека оди таму да фотографира некаков објект или некаков настан. А дали има некои слики од него, баш тоа не може да се каже. Може би веројатно имаат неговите деца во Софија, претпоставам некои слики, али јас лично не сум имал некои такви слики од неговото време. Во нашиот центар за фотографија ние имаме една негова оригинална фотографија која датира од 1898 година и на неја е прикажана група на ученици. На самата позадина од фотографијата постои печат каде што пишува студио фотографија Лозанчев Битола. Кога се зборува за Анастас Лозанчев, обично се мисли на тој феномен дека тој е прв фотограф во македонската револуција, бидејќи учи фотографија на крајот на 19-тиот век. Почетокот на македонскиот 20 век
е исто така врзан за голем број на фотографии кои што одеа како ексклузивност во светот, бидејќи Македонија беше последна отоманска провинција во Европа. И секогаш мислам на есејот на Ролан Барт за фотографијата, како фотографијата од еден запечатен историски миг на индивидуалното време станува колективно време. Фотографијата како медиум е еден од неоспорните аргументи кои се користат во историјата, затоа што она што е на фотографијата навистина се случило. Лозанчев остави спомени за својата револуционерна дејност во македонското револуционерно движење. Во спомените, меѓу другото, пишува и за тоа зошто на Солунскиот конгрес гласал и зошто и пред тоа се застапувал за кревање на востанието. Да чуеме дел од тие спомени. Организацијата во Битола започна по доаѓањето на Пере Тошев. Тогаш Пере беше назначен за учител во гимназијата во Битола. Тогаш започна покрстувањето со револвер и евангелие. Редот на покрстените лица во Битола е следниот. Јас, Пере, Георги Пешков и Глигор Попев. Подоцна веќе влезе во организацијата и Ѓорче Петров. Во нашата организација имаше голема цврстина и голема желба за работа. Анастас Лозанчев во македонското револуционерно движење се вклучил практично со создавањето на првиот комитет во Битола, а тоа е во 1894 година, некаде кон крајот на август. И тој е, така да речеме, од оние првите луѓе, особено заедно со Пере Тошев, кои што ги поставува основите на револуционерното ествување во Битола и оттаму се разбира во сите поголеми центри во Битолскиот револуционерен округ. За потребите на револуционерната пропаганда, Окружниот комитет започнал со издавање на хектографиран револуционерен весник на оружје. Први редактори на весникот биле Пере Тошев и Анастас Лозанчев. Лозанчев за сето време од 1894 година до 1896 година активно работел на ширење на мрежата на организацијата со посветување на нови членови. Она што многу посебно значајно е во врска со активноста негова е и неговото учество во август 1894 година, но кај нас прифатено во историската наука советување на раководителите на револуционерна организација, користен е повод осветувањето на црквата во Ресен. Тоа се одржува за време на празникот Света Богородица. Значи, тоа е еден одличен момент за да се искористи раздвижувањето на луѓето, а сепак власта да не земе никој подсомнеш, зашто толку луѓе наеднаш се собират во куќата на Татарчеви. Токму на овој празник во Ресен е осветена црквата Свети Кирил и Методија, која што постои денес. И под претекстот на осветувањето на оваа црква е свикано едно советување. Тога и практично биле поставени основите на организационата структура на организацијата. Најважното е, се разбира, тука учества и Лозанчев, е одлуката Македонија да се подели на револуционерни окрузи. Значи, Лозанчев е меѓу водечките луѓе и не случајно Битолскиот револуционерен округ е водечки револуционерен округ, или Битола е, можеби, вториот, а по спојато она што го постигнал, и првиот револуционерен центар покрај Солун. Во 1898 година, кога во Битолско целосно била изградена организационата мрежа со местните комитети, потребата од оружје станала се поголема. Во 1899 година во Битола, во домот на Атанас Лозанчев, било одржано окружно советување за актуелните прашања. Вооружувањето на реоните, кореспонденцијата помеѓу местните и реонските комитети и воспоставување на комплетна конспирација. За писмената кореспонденција била оформена шифрирана азбука, а за населените места и за личностите се употребувале псевдоними. Псевдонимот на Лозанчев бил Гроздов.
Со доаѓањето на Пере во Битола, дојде и Даме. И веднаш почна нашите конфликти. Една од причините за тоа беше и следната. Штом ќе заземевне некаков став, Даме не се стеснуваше да завземе спротивно мислење од нашето, а тоа мене не ми се бендисуваше. Секогаш би се согласил со измена на заземеното решение, но се разбира не ако е тоа по волја на еден човек, туку ако е тоа по волја на сите нас, на целата организација. Еднаш дури и му реков на Даме дека таквите работи нема додат во еднина и решив да се повлечам од активната работа во организацијата. Заради сомневањата на власта и губењето на Груев на работата во Солунската екзархиска гимназија, каде што бил како инспектор, Груев се враќа во Битола и од тогаш тој ги превзема работите во Битолскиот револуционарен округ целосно во своји раце и во таа смисла Лозанчев се почувствувал запоставен и оставен настрана. Тој раководејќи со својата позиција дека е влијателен помеѓу еснафот, дури се почувствувал навреден и во еден период целосно престанал да се ангажира во македонското револуционарно движење. Тоа е една од причините зашто подосна Лозанчев со многу негативен набој во своите спомени зборува против Дамјан Груев, при тоа дури можеби и некоректно подметнувајќи дека тој се служел со луѓе од понизок карактер кој што ете заради неговата волја да централизира и да има све во своји раце го дистанцирал. Него, меѓутоа се чини дека и Лозанчев имал такви амбиции. Пере Тошев беше многу издигната личност во организацијата. Револуционерната борба не започна со Даме, туку со Пере Тошев. Пере и Даме се познаваа од Прилеп, каде што учителствуваа. Пере Тошев беше потемпераментен бунтовник. Даме можеше да влијае, како да кажам, со својот говор врз масата, а Пере тоа не го можеше. Тој влијаеше само на одделна личност, додека дар за говор немаше. Оние кои работеа со Пере се сплотуваа со организацијата. Можам да кажам дека во организацијата почитував две личности. Гоце Делчев и Пере Тошев. Само пред нив јас се наклонувам. 1901 година Гоце Делчев презема една голема турнеја во југозападна Македонија, при што подолго време се задржал и во Битола, дури бил сместен самиот дома кај Лозанчев и оттука Лозанчев со голема почит зборува за самиот Гоце Делчев. Интересно е дури ако видиме во спомените, тој спомнува дека освен Пере Тошев и Гоце Делчев тој не признава никој друг за авторитет во македонската револуционерна организација. Се чини тоа го прави токму од причина што Делчев е човекот кој што ги изгладил односите и повторно Лозанчев е кооптиран за член во Битолскиот окружен комитет. Со Гоце Делчев сум бил само во текот на неколку денови. Тој оставаше впечаток со своето дејствување. Гоце во тоа тешко време можеше да ја преброди Македонија. Кога Гоце дојде во Битола, Даме веќе беше во затвор. Гоце ми беше гостин 4 дена. Ние водевме долготрајни разговори. Тој сакаше лично од мене да дознае на што се должи моето повлекување од организацијата. Потоа посека да се вратам со активното учество во организацијата. Дадов согласност, но под договор дека мојот глас ќе се слуша како гласот на другите. Анастас Лозанчев повторно се активирал во револуционерното движење, односно во револуционерната организација, во 1900 година, а веќе следната година тој е избран за председател на окружниот комитет на Битолскиот револуционерен округ. Од тука почнува многу активна негова револуционерна ангажираност и во раководењето со комитетот, но исто така уште повеќе со јакнење на и подготвување на револуционерната организација на теренот на Битолскиот револуционерен округ и особено
по прашањето на вооружувањето. Од Битола Гоце заминува за селото Буфлевенско, оттаму за Бугарија. Неговата цел со доаѓањето кај нас беше да ги ревизира четите и да го подигне духот на населението. По целото време Гоце Делчев инсистираше да се собира оружје што е можно побрзо и повеќе. Но тоа по своја страна беше и ризично. Зашто човек, кога поседува оружје, почнува да размислува по војна. Лозанчев повторно се враќа на кормилото на Битолскиот окружен комитет, а неговата активност до полн израз ќе дојде веќе во текот на 1902 година, кога Груев е преместен најпрвин од Битола во Подрумкале, во Мала Азија, и тогаш тој нашол ситуација практично сам да одлучува за се, без никого да праша на теренот, иако самиот во спомените практично ги обвинува другите за такво однесување. Во една таква констелација Лозанчев дури е повикан, барем тој така се правда, дека е повикан од Иван Гарванов кон крајот на 1902 година да земе учество на Солунскиот јануарски конгрес во 1903 година, кога се носи една од најклучните одлуки за историјата на македонското револуционерно движење, всушност се отвара прашањето за востание во Македонија во 1903 година. На 1 или 2 јануари 1903 година отидов на конгрес во Солун. Заседанијата на конгресот се одржува во Машката гимназија. Таму беа и Иван Гарванов, Спас Мартинов, Лазар Димитров и други. Многу ми напишуваат различно за Солунскиот конгрес и некои упатуваат обвинувања против мене. Но треба да повлечам и да истакнам дека на Солунскиот конгрес бев поканет лично, без да бидам однапред известен за прашањата кои што ќе бидат дискутирани. Ако тој бил повикан индивидуално, што не е за сомневање, бидејќи Гарванов функционирал практично на тој начин, председателот на Централниот комитет Иван Гарванов исто така ја злоупотребува својата позиција и повикал делегати за кои што сметал дека ќе го поддржат неговиот став, тогаш барем Лозанчев имал можност да се исконсултира со наистурените раководители на теренот, со председателите на околиските комитети и се разбира со војводите на теренот кои што најдобро ја познават ситуацијата на самиот терен. Сега Лозанчев имал, може би, решавачко, односно неговиот глас имал решавачко влијание за донесувањето на одлуката за кревање востание, како што се велеше во пролетта 1903 година. Благодарение или барем она како резултат на неговото застапување, то повлијало и на другите делегати да кренат или да донесат, да гласат за кревањето на востанието. Започнавме да се подготвуваме уште позабрзано за востание. По доаѓањето на Делчев во нашиот крај се даде уште поголем импулс во таа насока. Пишува да се враќаат гурбетчиите, а ние од наша страна не го запирахме нивното враќање. Значајно е дека во овој период веќе полека се надминува на поделеност кај населението меѓу екзархисти и патриаршисти, затоа што главната цел на организацијата беше да се постигне револуционерно обединување. И затоа имаме во организацијата и патриаршисти, оние што ја признавале, и екзархистите кои што биле побројни. На тој начин се создава веќе полека хомогенизација врз револуционерна основа, не врз црковна или парчем етничка, народносна, и на тој начин се полека се создавала, се градела свест за заедништво на интересите и потребите на сите. Ја водев кореспонденцијата со Солун и окрузите. Работев многу и бев вонредно обременет. А и таков сум по карактер. Ако се зафатам за една работа, ја терам без змена. Во текот на годината пред востанието, не ми се собираше ни на деноноќие повеќе од 4 часа сон. Секоја година правев обиколки, ги посетував Кичево, Охрид, Струга.
Еден ден од Охрид не вратија во Битола со врзани раци. Турците веќе беа започнале да се сомневаат во мене. Јас бев првиот член на организацијата во Битола кој за организациони работи попадна во затвор. Оние кои попаднаа тогаш во затворот сметаа дека со нив пропаѓа и земјата, но после тоа стана нешто необично. По завршувањето на јануарскиот конгрес во Солун, откако е донесена одлуката за востание, Лозанчев се враќа во Битола и дори тогаш ја обзнанува одлуката помеѓу членството на организацијата и помеѓу војводите и веднаш се зафаќа со бројни активности кои што се насочени во правец на подготовки за востанието, па во таа смисла е испратен повик до сите печалбари, македонски печалбари кои што во тој период престојувале во внатрешноста на Османската империја, а правенствено во Истанбул, да се вратаат назад, да или пак они што треба да заменат на печалба, да го одложат патувањето, бидејќи во Македонија престои востание. Турските власти се грижеа да го соберат оружјето од народот. Но тоа тешко одеше. Наспроти тешките мачења селаните не го предаваа оружјето. Дури во Охридско имаше и еден ваков случај. Турците разбрале дека некој селенец има пушка. Го фатиле и побарале од него да ја предаде пушката. Тој не одрекол дека нема пушка, но рекол за неја дадов клетва. Не ја дал. За чудо, турците го пуштиле. Тоа не било единствен случај. Од 2 до 7 мај 1903 година во Смилево се одржал Конгресот за востанието. Лозанчев со членовите на окружниот комитет го отвориле Конгресот со представување на целта за неговото свикување и решенијата што требало да се донесет. За председавање со Конгресот бил избран Дамјан Груев. Лозанчев, како член на Смилевскиот конгрес во 1903 година, направил неколку фотографии од самите учесници на конгресот, но поради технологијата, фотографската технологија во тоа време, која што не била нималку лесна и многу малку луѓе ја познавале таа технологија, за жал еден од неговите соработници кој што требало да ги пренесе фотографиите во Битола на развивање, тој најверојатно бил радознал да види што има на фотографиите на стаклените плочи и ги има осветлено овие фотографии, така да не постојат фотографии од Смилевскиот конгрес, односно фотографии кои што ги снимил Лозанчев. Дел од делегатите го поставиле прашањето за поведението на Лозанчев пред и за време на одржувањето на Солунскиот конгрес, на кој што беше донесена одлука за кревање на востанието. Бил обвинет дека со самоволно постапување ја злоупотребил позицијата на председател на окружниот комитет. Интересно е да набележиме дека на овој конгрес, иако ова прашање претходно разрешено Централниот комитет, се појавува една опозиција пред се од делегатите од Крушевскиот регион, предводени од Карев, и од Прилевскиот регион, предводени од Петар Ацев, кои што сметаат дека се уште овој крај не е доволно вооружен, значи затоа го отварат прашањето за востание и Анастас Лозанчев е доведен во една непријатна ситуација, бидејќи еден дел од делегатите побарале одговор на прашањето зошто претходно, додека престојувал на конгресот во Солун, не ги информирал за сето она што се случувало или барем не се консултирал со нив. Против мене зборуваше Георги Сугарев, кој побара да дознае зошто пред да заминам за Солун не сум го зел мислењето на другарите. Кога заврши Сугарев, удрив силно со тупаница на масата и кажав: тоа што сум го направил, не сум го направил од лична амбиција, туку како што кажав порано, повторувам и сега дека во Солун бев повикан лично и поради тоа нема да давам тука никакви објаснувања. Не сте ли согласни? Готов сум еве сега да се повлечам. Како и да е,
факт е дека мнозинството на делегатите биле за востание и во тој контекст е прекината расправата, особено за тоа прашање застанал и неспорниот авторитет во случајот Дамјан Груев, кој што сета дискусија пресекол со зборовите луѓе, него бидете го времето да расправаме дали ќе има или не востание, бидејќи тоа е однапред решено од Централниот комитет, или воопшто не дискутирајте кога ќе биде, туку дајте да зборуваме како треба да го изведеме востанието. По Конгресот се формира многу чети. Кога се случи убиството на Парашкев Цветков во село Могила, јас бев во Битол. Во тоа време јас се подготвував да излезам нелегален. Моите деца, Цветан и Пенка, спија и јас посекав да ги бакнем. Се вртев околу нив, но жена ми постојано беше околу мене и така си заминав без да ги бакнам моите деца. Тоа ми причини голема болка. После, во месец октомври, кога ја видов повторно својата жена, таа ми рече: сети просто. Но каде беше тоа срце што не ги бакна децата? Тука е нашата трагедија. Трагедијата на нашата борба во Македонија. Ние треба да жртвуваме се. Се објави востанието. И тоа кое што се очекуваше да се случи, се случи. Ние никогаш не мислевме да ја заплашиме турската држава, туку сакавме само да постигнеме интервенција. Ако сакавме да направиме нешто повеќе, требаше да дадеме поголем број жртви. Оваа мала и кратка, но крвава епизода од македонската историја е од исклучителна важност бидејќи е символ за македонската непокорност. Таа го отвори патот кон остварувањето на сонот за слободна и независна Македонија. Пат по кој македонскиот народ чекореше уште долги години за конечно тој сон да стане стварност 88 години подоцна во 1991 година. Многу филмови се снимени, многу романи и есеи се напишани и многу песни испеани. Затоа во оваа пригода нема многу да се задржиме на Илинденското востание. Но една работа мора да се каже. Во 1903 година, додека поголемиот дел од Европа и светот се уште беа во феудално или империалистичко уредување, во Македонија е креирана првата демократска република на Балканот. Република во која беа загарантирани основните човекови права и се почитуваа принципите за еднаквост меѓу народите и националностите. Принципи кои и денеска важат. Случајот сакаше да го откријам Лозанчев прво во француските архиви. Неговото име, тоаш не беше многу популарно тие години да се бараат тие македонски ископини во совеста, во минатото, таа македонска политичка археологија. И се сеќавам по повод 100 годишнината од Илинденското востание, беше дојден председателот Трајковски Борис во Париз и изборувавме
па вели Плевнеш, ти многу истражуваш за политичката мисла. Треба нешто да се направи за 100 годишнината на Илинденското восстание и направивме заедно со Ѓорги Барбаровски и Бранко Геровски, направивме антологија на македонската политичка мисла. И таа мисла на Лозанчев, што ќе бевме ние, ако не беше Илинденското восстание, која ќе беше нашата идеја за историската победа или за трансформацијата на историјата, но мислам јас и Лозанчев и целата плејада на македонските револуционери кои што веруваа во идејата на македонскиот идеализам, тие припаѓаат на светската историја, бидејќи токму во таа антологија на македонската политичка мисла, јас цитирав една мисла на Лавуазие, дека всушност ништо не се раѓа, ништо не исчезнува, се трансформира. Анастас Лозанчев подоцна, кога прави, како велиме ние, рекапитулација на што тој направил во време на својот живот како револуционер, за организацијата и за револуционерното дело, се навраќа како на клучен момент е донесуваната одлука за восстанието и кревањето на восстанието. И тој вели во една прилика, и тоа го забележува во своите спомени, ако и сега се прашува како би постапил, јас би бил за восстание, јас бев и сум уверен дека требаше да има восстание, зашто ако го немаше Илинденското восстание, со што ние македонци се гордеевме. На 2 октомври 1903 година, главниот восстанички штаб во полн состав Дамјан Груев, Анастас Лозанчев и Борис Сарафов се состанал да одлучува за восстанието во местноста Корија над селото Смилево. Штабот веднаш донесол одлука за запирање на восстаничките дејства. Спротивно од постапувањето на главниот восстанички штаб, реонските штабови и војводите ги продолжиле борбите, така што восстанието продолжувало уште цел месец потоа. Многу од восстаниците одбивале да ги запрат борбите и да го предадат оружјето. Лозанчев и самиот продолжил да се бори. Ме притисна силно главоболие. Во текот на последната борба, јас силно настинав, бидејќи денови поред поминав на дожд и снег и недобро облечен, а пак си бев и многу слаб. После започна да се бунтува мојата совест, кога се почесто си го поставував прашањето: што направивме? Што направивме? Летото 1904 година Анастас Лозанчев прекинал со револуционерната дејност во Македонија, емигрирал во Бугарија и целосно се повлекол од револуционерната активност. Во периодот додека е во Бугарија, тој се уште е заинтересиран за македонското движење, меѓутоа не е вклучен во никој од официјалните тела на организацијата, повремено пројава некој активност, но со тек на време тој целосно се пасивизира. Во 1907 година, во врска со убиството на Грванов и Сарафов, по одлука на окружниот комитет на Српскиот револуционерен округ, и тогаш, кога Тошев се најде во затвор и беше навистина подложен така на измачување, Лозанчев ја искористи своето влијание и за да биде Пере Тошев ослободен. И после тоа најде време Тошев да му изрази голема благодарност за тоа што го направил, бидејќи единствено тој, Лозанчев, се застапил за неговото ослободување. Во екот на Првата светска војна се вратил кога Македонија повторно е распарчена од фашистичките сили, тој заедно со бугарските власти доаѓа во Македонија, се враќа во родната Битола, учествува во организирањето на прославата на Илинден во Битола. Се разбира, сега тоа има малку една поинаква конотација, дури во функција на
бугарското гледање на македонското прашање. Меѓутоа, интересно е нешто друго, набрзо по завршувањето на војната, кога веќе со одлуките на второто заседание на АСНО се видело создавањето на македонска држава за прв пат, барем на еден дел од нејзината територија, Лозанчев ќе се јави како потписник со неколку други македонски интелектуалци на еден апел кој што е насочен кон поддршка на македонската држава во тогашната македонска држава, нели сепак во форма на федерација во рамките на југословенската држава. Значи, неговото чувство кон татковината Македонија никогаш не изостанало, иако во одредени периоди имало осцилации, но ете, на крајот, кога се создала македонска држава, тој дури ја искажува својата поддршка во еден отворен, декларативен облик, а многу потоа, брзо потоа, 1945 година, почина. Анастас Лозанчев починал во Софија на 8 ноември 1945 година на 75 годишна возраст. Всушност, денешната биографија на Анастас Лозанчев, трансформирана во овој портрет што сега ние го правиме за него, всушност покажува дека се трансформира нашата слика за историјата и дека Лозанчев останува една исклучителна личност на македонското национално ослободително движење. Да, јас мислам баш на тоа, дека во бивша Југославија, односно бившата Југославија, ако се каже дека некој во Моровец или некој за Македонија, некој такви, некои прашања, веројатно дека беше многу тешко и претпоставам за тоа дека на мои родители или таа фамилија од неговата страна многу малку меле зборуваме или на таа работа работено во тој смисол. Мислам дека во последните десетина години кога почна многу да се работи на ова проблематика, видовме дека има вакви луѓе, неоткриени луѓе, кои што биле стварно и големи луѓе, интелектуалци, плюс таа, еве се бореле за слободна Македонија, а сепак не многу малку сме знаеле за нив. Факт е дека сите тие биле многу високо образовани кадри, да бидеме реални, значи и дедо ми, и Теон, и децата после тоа сите беа фактички на доста високо образовани кадри, сите се со факултети и као доста вака, мислам, добра интелектуална фамилија. Ниту тогаш, ниту пак сега, во 1930 година, сум согласен со методите на организацијата. Ние никогаш не умеевме да ја водиме борбата на етапи. Ние бевме или за автономна Македонија, или за смрт.